почитуван декан на факултетот, професор доктор Дујовски, почитуван доктор Нухију, заменик министер за образование, почитувани проректори, ценети професори, почитувани колеги, дами и господа. Би сакал на самиот почеток, поздравувајќи го овој денешен експертски и стручен собир од областа на безбедноста, овде во Струга да упатам искрена благодарност до организаторот на конференцијата за поканата и за можноста да се обратам на овој настан, чија што тема стратешки и безбедносен концепт за земјите од Југоисточна Европа, низ призмата на актуелните глобални случувања, без никаква дилема, заслужува крајно сериозно, како стручно, така и јавно и секако политичко промислување и дебатирање. Сушност, сосема се согласувам со констатацијата која организаторот на оваа научна конференција изнесе низ дискусијата пред подготовките на настанот, според која светот никогаш како денес не бил пред така силно и темелно искушение на геополитички и цивилизацијски план. Станува збор за предизвик кој што нужно бара соодветни и глобални и се разбира национални одговори, од едноставно никој не е заобиколен во актуелните последици, уште помалку од реперкусиите што допрва доаѓаат во годините пред нас и можат да произлезат од случувањата на истокот од Европа. А со оглед на повеќе значноста на тие влијание, односно евидентната рефлексија врз сите пори на општествените и политичките програми, концепти и одлуки, јасно е зошто станува збор за широк диапазон на, така да речам, подтеми, меѓусебно тесно испреплетени, кои се понудени за стручно експертската анализирање и дискусија на оваа конференција. Од заштитата на критична инфраструктура и важност на специјалните политички единици во справување со модерните закани, преку хибридните закани, градење отпорност и менаџирање со ризик, па се до криминалистичките истраги кај сериозен и организиран криминал или пропагандата и лажни вести, секако вклучувајќи ги искуствата на поедини теми на гостите од земјите од регионот. Воедно, а тоа сакам да го нагласам, повеќе од важно е што токму академската заедница е и овој пат, како многу пати претходно, иницијатор за разгледување на низа вака исклучителни суштински прашања во насока на креирање на квалитетни теоретски постулати што треба да се трансформираат во действителни фундаменти на практиката. Почитувани присутни, неспорен е фактот дека политичките констелации и тенденции, независно од кој историски период потекнуваат, секогаш имаат свој конкретен импакт како на обликот, така и на содржината на меѓународните релации, на стандардите и нормите, но и во регионалните, националните и внатрешните состојби. Настаните во Украина од 2022 година наваму, или подобро речено агресијата на Русија врз Украина, колку што предизвикаат тектонски последици во регионот на Југоисточна Европа, во иста, па дури и во поголема мерка нужно сугерираат на постоење на глобални геополитички предизвици. Предизвици од кои што не е одминат никој. Дури би рекол дека регионот на Југоисточна Европа, како по своите географско-историски, така и по своите општествено-политички предиспозиции и специфики, се чини подиректно изложен на потребата од соодветни одговори наспроти евидентните нови геополитички трендови. Потребата од пронаоѓање на издржани аргументи, потребата за креирање на квалитетни политички концепти и одлуки во одбраната и регионалната и националната стабилност, со веќе јасно детерминирани наши национални интереси, е неминовност пред која што не може, ниту смее да се замиши.
Отаму, а во контекст на нашите посакувани насоки и перспективи, ние сме упатени на неопходноста од јасно детектирање на наметнатите предизвици, искушенија и градење на соодветни одговори кон нив. Затоа јас сум убеден дека ваквите научни конференции и нивните позитивно провокативни одбрани теми не само што го оправдуваат во цело своето значење и важноста, туку згора на тоа нудат извонредни можности преку квалитетна дебата и аналитичка експертиза да се дојде до оптимални, општествено полезни предлози, идеи во интерес на одбраната и затврстување на стратешките интереси на државата и секако во интерес на регионалната, европската стабилност и безбедност. Моите очекувања се дека оваа дебата од оваа научна конференција ќе има доволно аргументација низ која што ќе размислуваат креаторите на европската и светската политика и дека апелите кои што посебно државите од овој регион, од Западен Балкан, ги дава во изминатиот период, дека Европа не може да биде целосна доколку овој дел од Европа е надвор од неја. Денеска е сериозен терет и предизвик и затоа сметам дека конференцијата барем малку ќе допринесе за освестување и динамизирање на состојбите токму овде, заради тоа што ако го ослободите просторот, а тоа го правеше Европската унија изминатиот период, тогаш оставате шанси некој друг да има влијание повеќе на тој простор. Ви благодарам многу.